Во студиото со вас, Деспина Тодоровска. Добар ден и ви благодарам за вниманието. Се санираат штетите по вчерашните поплави кои зафатија делови од државата. Најкритично и натаму е во Кичево, каде од Центарот за управување со кризи информираат дека од утрово има нови изливања на реките, но екипите се на терен. Во градот од вчера евакуирани се над 230 лица. Критично во текот на ноќта беше и во Гостивар и во Скопски Сарај, каде има поплавени куќи и земјоделски површини. Од Центарот за управување со кризи велат дека во текот на денешниот ден се очекува стабилизирање на состојбата. Најкритично вчера беше во општина Сарај и во општина Кичево. Во општина Сарај, поточно во селото Боковиќ и Семениште, биле поплавени околу 30 објекти. Но меѓутоа состојбата моментално е стабилна. Во општина Кичево, во Кичевскиот регион повторно се излеа заешката река на улица Прилепска, при што се заплатени повеќе домови, а околу 15 семејства превентивно се евакуира. Исто така во полошиот регион, особено во општина Гостивар, најкритично беше во селото Форино, каде интервенираат против пожарните екипи и се поплавени земјоделски површини. И тука ситуацијата е стабилна. Моментално се работат на терен сите надлежни институции. Ја следиме состојбата. Имаме најави од ОХМН дека во западниот дел пак има врнежи, па сме во контакт со сите надлежни институции. Од ОХМР пак информираат дека опасноста од поплави и натаму постои. Водостојот на реката Вардар и утрово е исклучително висок во горното течение и се уште постои опасност од излевање во тој дел. Поради излевање на Вардар, од доцна синоќа се пренасочува и сообраќајот во Гостиварско. Водостојот на реката Треска утринава е во намалување, но се уште е на критично ниво и постои опасност од излевање на некои делници по течението, соопшти утрово управата за хидрометеоролошки работи. Висок водостој утрово имаат и реките Црна и Кичевска, поради што од управата предупредуваат на внимателно движење покрај реките во текот на денешниот ден. Од ноќва државата ќе биде зафатена од нови пообилни врнежи од дожд и снег. Деталите во овие вести ги дознаваме од колегата Спасе Јовановски, го вклучуваме во живо од Метео студиото. Така е, Деспина. Во текот на ноќта, понеделник кон вторник, имаме услови на нов бран на врнежи од дожд на 2000. Така е, во текот на ноќта, понеделник кон вторник и услови нов бран на врнежи од дожд на 1200 метри со врнежи од снег, а во текот на ноќта понеделник кон вторник снежната граница ќе се спушти и врнежите од дожд ќе преминуваат во врнежи од снег над 800 метри надморска висина. Утре не очекува облачно и нестабилно време, повторно со врнежи од дожд над 1000 метри со врнежи од снег, но и постудено време. Во текот на денот снежната граница ќе се спушти на 600 до 700 метри и врнежите од дожд над овие надморски висини ќе преминуваат во снег со минимални температури од -4 до 6. Ваквото време ќе се задржи до крајот на оваа работна недела, односно до петок. Со многу повеќе информации веднаш по овие вести. Спасјас ти благодарам за оваа куса најава. Секако многу повеќе за временската прогноза имаме и по завршувањето на вестите. Ние одиме понатаму. Истражните органи повеќе од 2 недели не откриваат детали за акцијата во која се запленети над 40 тони марихуана. Додека во јавноста се уште нема информации дали има осомничени и приведени лица и колкава количина е заплената, најголемите партии и утрово си разменија обвинувања на оваа тема. Од ВМРО ДПМН тврдат дека фирмата од која се запленети околу 30 тони марихуана добила лиценца во 2020 година во период кога на власт биле Зоран Заев и Венко Филипче. Постојат фотографии кои го прикажуваат Филипче во друштво со собственикот Тони Котев. Од вкупно околу 40 тони заплената марихуана, дури околу 30 тони се поврзуваат со оваа фирма или 70%. Ова е момент за институционална одговорност. Јавното обвинителство и надлежните органи мораат итно да истражат и за лиценците и како биле доделувани истите, и за измените на подзаконските акти, да ја истражат можната поврзаност на функционери од минатата власт во земјава. Граѓаните заслужуваат транспарентност и правда и ова не е прашање што може да се одложи, велат утрово
од ВМРО ДПМН. Од друга страна пак СДСМ обвинува дека власта се обидува да дефокусира и да го заташка случајот со 5 тони дрога што ја поминале македонската граница и завршиле во Србија. Според СДСМ јавноста 16 дена чека одговор како другата ја поминала границата и кој ќе понесе одговорност. Премиерот Мицкоски лицитира со 25, 40 па дури и 100 тони заплената марихуана, наводно нелегално произведена. Ако навистина станува збор за нелегално производство такви размери, тоа отвара уште посериозно прашање за одговорноста, која мора да се прошири на повеќе институции, токму во власта, вела ова утро преку писмено соопштение од СДСМ. Се засилуваат критериумите за добивање субвенции. Министерот за земјоделие Цветан Трипуновски вели дека нелогично е да даваме милиони евра поддршка, да имаме пат на производството. Според него, целта е да се стимулираат вистинските активни земјоделци во земјата. Имаме одредено мало подкревање на површините кои што се услов за користење на субвенциите со цел да зголемиме домашната продукција на храна. Дополнително, она што исто така ќе се биде сериозен акцент е во делот на контролите на терен кои што ќе треба да ги спроведе надлежните институции со цел парите да завршуваат кај вистинските земјоделци, односно да има помала процент на евентуално некој кој што е апликант, сака да користи субвенција, не го обработува своето земјоделско производство. Мислам дека ова ниту е фер према оние вистинските земјоделци, ниту е исправно од делот на одлевање на вакви буџетски средства. За таа цел минатата година се потпише еден документ, меморандум за соработка, каде што државните земјоделски инспектори од државниот земјоделски инспекторат ќе бидат ставени на располагање на платежната агенција со цел ваквите контроли да бидат максимално на терен спроведени и да нема одлевање на вакви буџетски средства. Дополнително, дел од производството, сите оние земјоделци ќе треба да го докажат во предаден или откупен или преработувачки центар со цел да го докажат своето производство. Ова се случувало и во минатото, меѓутоа сега го ставаме во една законска рамка се со цел да го следиме нивото на производство, на тој начин ќе може да се докаже дека некој навистина ја обработува површината или она што го има како сопствен капацитет. Државниот завод за ревизија во Собранието утрово го презентираше конечниот извештај за можноста за употреба на вештачката интелигенција во јавниот сектор. Ревизорите нотирале дека во последните 7 години 48 проекти за употреба на вештачката интелигенција за кои биле обезбедени 6 милиони евра не биле спроведени. Ресорниот министер најавува нова стратешка рамка на државата, но потенцира дека тоа нема да го замени работникот во јавната администрација. Она што е клучно прашањето во суштина се поставува дали нашата држава, односно дали јавниот сектор е подготвен за користење вештачка интелигенција. Имаме неколку специфични прашања кои што ги обработуваме само од ревизорски извештај, а тоа е стратешките документи, законската рамка, потоа можноста и човечките ресурси за употреба на вештачка интелигенција и секако заштита на личните податоци при употреба на вештачка интелигенција. Вештачка интелигенција се наметнува како неминовен процес и клучна алатка во користењето на секојдневното работење, а пред се и во јавниот сектор, и мора како држава да сватиме со сериозноста на вложувањето во вештачка интелигенција, секако во вложување во човечките ресурси и она што значи хардвер и софтвер. Да напоменам чисто само како информација дека во текот на преходниот период вложени се само во текот на 2012 година огромни компјутери на факултетот во Финки, на факултетот Апостол Павле во Охрид, и во понатамошниот период треба да преземеме активности за вложување на дополнителни средства за набавка на современи хардвер и она што значи развивање на софтверски апликации. Вештачката интелигенција ќе ги замени, односно луѓето кои што користат вештачка интелигенција ќе ги заменат луѓето кои што не користат вештачка интелигенција и во јавниот сектор и во приватниот сектор. Таа помага работите да се извршуваат побрзо, поефикасно, поточно, посистематично, анализи да се прават побрзо, текстовите се подготвуваат побрзо, но во ниеден случај не може да зборуваме дека би заменила определен вработен, затоа што на крај вредносниот, етичкиот суд се уште за среќа го носат луѓето, а во јавната администрација многу често се соочувате со одлука дали нешто е етички правилно или неправилно, тоа може да го донесат само вработените. Ова јавна расправа е организирана во согласно со националната развојна стратегија на државата, која што укажува дека во следните децени клучно ќе биде вложувањето во вештачката интелигенција и современите технологии, доколку сакаме повисок економски
економски раст во државата. Така што како држава ќе бидеме силно фокусирани во примена на современи технологии и на примена на алатки со вештачка интелигенција, се со цел да бидеме лидери во регионот во примена на овие современи технологии. Сојузот на синдикати утре ќе ја блокира зградата на владата во период кога е најавено да се одржи редовната седница. Синдикатот не се откажува од барањето за минималец од 600 евра и зголемување на сите останати плати за 6000 динари. Предходната недела ССМ ги блокира и Собранието и Стопанската комора, кои утрешните протести не дадат резултати. Од синдикатот најавуваат нов голем протест во неработен ден, на кој ќе има и организиран превоз за работниците од внатрешноста на државата. Како еден од чекорите, ССМ најавува и генерален штрајк и во јавниот и во приватниот сектор. Сојузот на синдикати викендов објави податоци од извештајот на Меѓународната организација на трудот, според кој продуктивноста на македонскиот работник е над просекот на светско ниво. Тој е двојно попродуктивен отколку што е платен. Според ССМ, македонскиот работник со минимална плата добива 17% од вредноста што просечно ја создава во еден месец. Овие податоци, според синдикатот, се доволен индикатор дека платите во државата мора да се зголемат. И додека дел од економистите предупредуваат дека зголемување на платите ќе донесе и повисоки цени, дел од нив сметаат дека барањата на синдикатот се оправдани. Зголемувањето на платите според нив е неопходно пред се за да се задржи младиот работоспособен кадар во земјата. Зголемувањето на платите во реалниот сектор е од есенцијална важност за запирање на екзодусот на младата работна сила од државата, предупредуваат економистите. Ова повеќе не е само економско, туку и демографско прашање, од кое зависи и иднината на македонското стопанство, но и потенцијалот од млад работоспособен кадар во компаниите. Сосема легитимно е барањето на работниците за зголемување на минималната плата, а и на останатите плати, зашто целиот товар е на нивни плеки. Не може нашиот работник да биде виновен што странскиот партнер му ја намалил цената по единица производ на нашите конфекционери или преработувачи така натаму. Тоа е нивната задача да се борат за соодветен статус на пазарот на трудот и во меѓународната конкуренција. А сите тие, да речеме, нивни неуспеси, тие ги префрлаат на товар на вработените. Едно нуклеарно семејство, родители и деца со две минимални плати не може да си ги овозможи основните екзистенцијални потреби, бидејќи потрошувачката кошничка далеку ги надминува нивните приходи. Не можеме да ги обвинуваме работниците што велат дека со 25.000 денари не може да се обстане. Тоа го знаат сите учесници во тоа трипартитно договарање. Кога зборуваме за трипартитно договарање, мислиме на владата, на комората на Стопанската комора и на синдикатот. Тие се тројцата партнери кои што ги регулираат износите на минимална плата и така натаму. Економистите алармираат дека доколку не се изнајде одржлив модел кој ќе обезбеди распределба на одговорноста помеѓу институциите и бизнис заедницата, земјата ризикува дополнително празнење на човечкиот капитал и продлабочување на социјалната несигурност. За Сител, Трајан Ристовски. Македонија е една од ретките земји во Европа каде повеќе од 50% од вкупниот број истражувачи се жени. Но си уште е потребно да се креираат политики за целосно искористување на нивните потенцијали. Македонија е една од ретките земји во Европа каде што повеќе од 50% од вкупниот број истражувачи се жени, што е показател за нивниот огромен потенцијал, но и понатаму жените се соочуваат со прашања како породилно отсуство, потешко напредување во кариерата на раководни позиции или мобинг поради својот пол. Во моментот можеме да се пофалиме со на 30% девојчиња вклучени како наши студентки и можам да кажам дека средината се повеќе и повеќе се освестува за ова прашање. Нашите колеги се и како сензибилизирани за овие прашања, така да никогаш не сме имале проблем да се договориме со нив ако ни било потребна некаква замена или разбирање. Се повеќе се стипендии баш за девојчиња и жени во науката, тоа се стипендии на Google, на Microsoft, на Tesla, кои па дури и на автомобилската индустрија кои се повеќе финансираат жени. Тие стереотипи, јас мислам дека веќе се надминати и во 21 век мислам нема смисла да збораме веќе за стереотипи дали жените може и да се развиваат подеднакво како мажите. Сега имаме доста докажани студентки кои што успеале, имаме наши алумни кои што се на престижни фирми.
Евгенија Пулеска, студентка на факултетот за машинска интелигенција и роботика, смета дека девојките со секоја наредна генерација се повеќе се свесни за својот потенцијал и спремни да го следат својот сон. Јас лично не сум видела некоја мака затоа што сум жена во науката, напротив мислам дека ми оди баш добро, ама не ова само за нас лично, затоа што се однесува и на жените кои, да речем, претходниве векови се мачели да може да го работат и да го учат оно што денеска ние го правиме. Жените од академската заедница, дипломатијата, јавните институции, индустријата, како и од редовите на студентите, сметаат дека стереотипите одамна се надминати. Жените се повеќе ги има во науката, но и дека постојат се уште одредени работи кои треба и може да се менуваат. Нина Ритоновска, Сител телевизија.